телевизија. Во тема на денот, како што најавив за реконструкцијата на владиниот кабинет, анализираме со Петар Арсовски. Добро вечер, добре дојдовте во Дневникот. Се чека официјална одлука на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, но она што го соопштија коалиционите партнери веќе ни дава јасна слика за она што ќе се случува со кабинетот предводен од Мицковски. Има ли некакво изненадување? Па не би рекол дека има големо изненадување. Може би овие преместувања во фонд за здравство и во здравство бијте се шпекулираше со други имиња, но во основа контурите на владината одлука беа познати подолго време. Така што во политичка смисла не се многу важен сегашниот состав, да видиме како ќе оди на новиот состав на владата во исполнувањето на ветувањата, бидејќи секоја реконструкција е обид да се тргне багажот од претходниците и да се донесе нов политички легитимитет и капитал. Но дали тој бил успешен или не, за тоа треба да ги почекаме новите министри да седнат во фотеите, па како ќе им биде. Но може да анализираме каква порака праќа ова за променетите. Што значи ова? Дали тоа што знам го губи ресорот правда, а вреди го добива освен правда и ресорот за односи меѓу заедниците, значи дека Мицковски бил многу позадоволен од резултатот на вреди? Па сигурно да. Нема бегање од заклучокот дека оние министри кои се сменети од нив Мицковски не бил задоволен. И главен добитник во оваа рекомпозиција е секако само премиерот, бидејќи тој реафирмира една авторитарна позиција, кажувајќи дека оние од кои не е задоволен може лесно да ги смени, без големи турбуленции помина тоа во јавноста, особено смената на Филков, за која се зборуваше дека знам се противи доста силно, така што во таа смисла политичкиот кар од маневарот оди кај ВМРО ДПМН. А дали тој политички капитал ќе се задржи во функционирањето на владата, тоа допера треба да видиме. Македонија не е земја кај што цветаат ружи и секоја влада со тек на време акумулира едно незадоволство помеѓу дискрепанцата од очекувањата на електоратот и испораката на владата. И тоа е главната причина за реконструкција, тој ресет на политичкиот легитимитет. Но проблемите остануваат од понеделник и предизвиците ќе останат од понеделник без оглед кое име ќе се најде во која футбол. Ајде за проблемите во ресорот правда. Викендов знам почна со одржување на трибини. Говорејќи на таа прва трибина, го слушав министерот за правда Филков, вели дека успеал да направи законски измени, реформи во 23 закони, од кои што 13 биле дел од реформската агенда. Тој вели дека е целосно задоволен од она што го постигнал. Што може да му се замери на Филков? Кога гласачите го гледаат ресорот правда, тој не може да го одвојат од испораката на право и судските реформи. Па така нискиот кредибилитет на судството и воопшто судската фела секако се прелева по Министерството за правда. Може би звучи парадоксално, но гласачите и може би неправедно очекуваат од министерот за правда да биде еден вид камшик и за судиите и за целиот тој ресор, што по природа не му е должност, но тоа е едно неблагодарно министерство во кое дури 23 промени, дури да прифатиме дека биле неверојатен резултат, не менуваат многу од тие 2% доверба за која цело време зборуваме. Така што Колку може да му се замери на Филков за транспарентноста? Многу ретко можевме да го видиме со отворени јавни настапи. Не зборам за подготвени пресконференции, за директни телевизиски гостувања. Речиси и да не го видов. Па на сите овие министри кои се сменети може да им се забележи скоро истото, кај Филков повеќе. Видете, денешното време бара министрите да бидат транспарентни. Тие се всушност го представуваат своето министерство. И во денешно време исто така можеш да бидеш активен во комуникацијата на тоа што правиш, бидејќи ако не си активен, гласачите претпоставуваат дека не правиш ништо. Да бидат свесни тие што доаѓаат. Така е, да бидат свесни тие што доаѓаат. И ќе видиме што ќе се случи понатака. Зборувавме и за ресетот на политиките. Главните прашања во овој момент околу реконструкцијата на владата се две. Првото е на која процедура ќе оди Мицковски, и второто е дали тие имаат врска со предвремените парламентарни избори. За другото, ќе го почекаме понеделникот што ги чека новите министри и ќе видиме дали те ќе се снајдат подобро или уште полошо. еден момент, Мицковски попладнево веќе потврди во телевизиско гостување на Телма. Беше гостин, рече дека има нов партнер во владата, Демократската партија на турците. Сега има информации дека нема да биде само тој пратеник кој што во моментот делува како независен, дека ќе има приклучување и на други независни пратеници. Што значи зголемувањето на коалициони партнери во овој момент за владиниот кабинет на Мицковски? Значи зголемен политички
кредибилитет во собранието, да не забораваме дека еден пратеник ја напушти владеачката коалиција од знам пред некое време, па ова може да се гледа како на дополнување на парламентарното мнозинство, значи некаква реституција, можеби и некој пратеник плюс, но во основа нема да направи големи политички промени. Мицкоски, ВМРО-ДПМН и коалицијата имаат комотно мнозинство, имаат голем политички капитал. Еден пратеник плюс или минус ништо нема да смени, но ќе покаже дека ќе даде еден политички моментум околу тоа каде се движи коалицијата и дали кон нив се приклучуваат или се оддалечуваат пратеници. Партијата на турците за која се зборува не е беззначајна во смисла на гласови, особено во неколку изборни единици, така што тоа може да зборува и за предизборна коалиција доколку се потврдат на најавите за предвремени парламентарни избори. Тој вери дека ги планира за соработка дури за следните локални избори, каде што имат многу поголема политичка моќ. Сега кога зборуваме за владењето на правото, некако кога беше воспоставувана таа позиција заменик председател на владата задолжен за добро владење, беше најавувано дека тоа ќе биде дополнителен импулс во однос на борбата со корупцијата, за јакнување на владењето на правото во државата, ама еве сега ги следиме и двајцата сите случувања и македонската јавност некако не видовме некој голем резултат од сите досегашни заменици премиери, вице-премиери за добро владење. Денеска добивме информација дека тоа веќе нема да функционира така како посебна личност која што ќе го води ресорот. Каква порака праќа Мицкоски со овој потек? Факт е дека Министерството за добро владење, односно министерот за добро владење, тој во основа е министер без портфолио. Беше еден вид политички трофеј, за претходната влада, па и за оваа сега, бидејќи всушност министерството има малку ингеренции. Ги нема ни ингеренцијата на Државната комисија за спречување корупција. Пониски се собира на почетокот изјави како ќе работат министрите, се обврзува Тоа се тие не можат да потегнат истрага, не можат да поднесат представка, не можат да поднесат обвинителен акт и така, немаат реална извршна моќ. Така што тоа министерство имаше дискрепанца помеѓу очекувањата и незиниот реален механизам. Внесувањето на тоа портфолио директно под кабинетот на Мицкоски, што е единствената опција ако го укинете министерството, тоа е премиерот да ја врши и таа функционално со тоа да биде под неговиот кабинет, ќе го зголеми портфолиото, можеби ќе донесе некаква поголема ефикасност, бидејќи во кабинетот на премиерот е сконцентрирана поголема моќ од што кај министерот за добро владење, но ќе го зголеми и предизвикот и очекувањата од премиерот и понатаму секое едно нешто кое би требало да го прави министер за добро владење или недостаток на истото, ќе му се припишува директно на премиерот се разбира. Ајде ќе видиме како ќе функционира тоа во иднина. Сега зборувајќи со колешката Нешкова, таа ги спомена сите промени кои што засега се познати. Јасни стигнавме до некоја бројка на 9 промени во владиниот кабинет. Тоа веќе поминува бројката од 2/3 од целокупниот владин кабинет, што најавува расправа за целосниот владин кабинет во собранието како процедура. Што значи ова? Дали ова може да се толкува како затворање на прашањето за можност за предвремени парламентарни избори или само обид да се намали можноста за долга собраниска дебата за исполнетото од страна на кабинетот до сега? Прво ќе одговорам на второто прашање, бидејќи тоа полесно. Мислам дека едното со другото нема никаква врска. Реконструкцијата на владата е некаков ресет на политичкиот систем околу владата во моментот и како и се во Македонија за 2 недели ќе стане стара вест. А за предвремени парламентарни избори зборуваме на пролет 2027 евентуално по шпекулациите кои се случат. Од сега до тогаш има во политичка смисла цела вечност. Така што било какви политички реперкусии од овие промени сега ќе изветреат до тогаш и ние претпоставам во септември повторно ќе не биде актуелна темата за предвремени парламентарни избори, бидејќи крупната политичка ситуација која тоа го изискува заедно со оној термин 2029 за локални председателски избори, завршувањето на мандатот на Мицкоски во рамките на ВМРО-ДПМН и така натаму, тоа некако прави поверојатно да бидат предвремените парламентарни избори. Сега што се однесува до процедурата, така што едното со другото нема врска, што се однесува до процедурата, парадоксално процедурата во македонското собрание
пократка ако ја бирате целата влада, одошто ако реконструирате министер по министер, тоа што го викаме поедноставена процедура. Таа покомплицираната е побрза, веќе завршува за еден ден. Се гласа владиниот кабинет во неговиот целосен состав и имате една можност, 24 часа и на крајот се гласа. Мислам дека тука лежи главната причина во бројот на промените. Мислам дека е многу поверојатно Мицкоски да оди на таа варијанта, токму за да избегне долготрајната дебата и да се зборува еден по еден за тие 7 или 8 министри колку би биле во промените, во кои опозицијата ќе може ќе има 7 или 8 пати можност да ја нападне владината коалиција. Така што мислам дека во секој случај треба да очекуваме враќање на целиот мандат и гласање на нова влада, бидејќи е тоа поедноставна процедура која ќе го затвори. Ќе затвори оваа дебата, особено поради тоа една дигресија, што многу долго зборуваме за владината реконструкција и многу долго се влече незиниот потек. Сега сме во жижата, а тоа веќе се зборува 2 месеца за нив и време е Мицкоски да ја прекине. Многу мислам дека многу поодамна Мицкоски ја најави таа реконструкција. 2 месеци секојдневно се 2 месеци шпекулираме за имињата, да. Така е. А гледано од денешен момент, дали во моментот има некаков предизвик за Мицкоски или тој може да игра на сигурна карта со распишување на предвремени избори, колку за него е тоа опција? Македонија во основа се соочува не со политичка криза, туку со криза на капацитет. И ние постојано се соочуваме со се поциничен и поциничен електорат. И во таа смисла, очекувањата на електоратот постојано се изневерени. Бидејќи се соочуваме со еден релативно разгален електорат, кои сите би сакале да имаат пензии од неколку илјади евра, ништо да не работат, кога на тутунарите не им се допаѓа цената пред влада, кога на лозарите не им се допаѓа цената пред влада, кога на синдикалците не им се допаѓа пакетот пред влада. Таквата состојба прави владите во Македонија да се трошат. Се трошат бидејќи доаѓаат со големи очекувања на власт, со високи ветувања, а тешко се спроведуваат тие, особено со очекувањата на електоратот. Така што тука треба да се гледа причината зашто Мицкоски евентуално би одел на предвремени парламентарни избори. Во еден поширок механизам кој е поголем од неговата желба, од сегашната реконструкција или од другите политички динамики. Моето лично мислење е дека многу поверојатно дека ќе мора да оди на предвремени парламентарни избори, одошто не, но еве за тоа да оставиме тој да одлучи, тој има право да го одложи. Да, за некој месец веројатно ќе биде појасно што ќе се случува. Расовски морам да ве прашам за моментот кој што го погледнавме врзано со измените на изборниот законник. Што очекувате да се случи во оваа насока и како тоа може да влијае на политичката сцена, па дури и на овој процес за предвремени избори? Во моментот гледам две точки во изборниот законник околу кои не се затворени прашањата, имајќи предвид дека сегашниот предлог за измените на изборниот законник не ги засега оние препораки од ОПСИ и од ИХР. Туку се зборува за гласање на диаспората електронски или на далечина и за некои дополнителни правила околу финансирање на политичката кампања, што можат партиите во политичката кампања направат, особено на социјалните медии. Тие и да се воведат, да не се воведат, резултатот на изборите би бил релативно ист, бидејќи тој го дефинираат анкетите. Диаспората, ако гласа, таа би додала пратеници на Македонското собрание. Сме имале случаи кога Македонското собрание броело 127, 122 или 123 пратеника. И сега, тука има и политички и државен мотив. Државниот мотив е дека нашите граѓани во диаспората имаат право да гласаат. Сегашниот систем, де факто, тоа логистички им го невозможува, бидејќи некои треба да патуваат и по 1000, по 2000 километри за да стигнат до првото ДКП за да гласат. Од друга страна имаме и политички мотив. ВМРО-ДПМН ја добива диаспората 4 на 1, 5 на 1 во последните неколку изборни циклуси. Нив има и во политички интерес да и олеснат на диаспората да гласа, бидејќи таму има повеќе гласачи на ВМРО-ДПМН одошто на опозицијата. И второто прашање, ако диаспората може да гласа електронски и подалечина, зашто не можат гласачите во Македонија? Македонија е доволно мала земја да се овозможи електронско гласање и тоа би ги направило резултатите достапни во живо време. Така што моето мислење е дека и да не се договорат, тоа нема да ја смени калкулацијата за предвремените парламентарни избори, поверојатно е дека Мицкоски во обид да ја затвори таа дебата ќе ги донесе изборните промени дури без консенсус. Расовски, благодарам многу за оваа анализа. Сала на поканата.